во кругот на најблиските роднини, пријатели, врсници, соработници. Младата пејачка Мина Блажав ја прослави премиерата на видеозаписот за песната Веќе нема. Ова е веќе моја официјално прва песна со која би сакала да се пробијам нели низ Македонија, да ме запознаат повеќе. Оваа беше првата песна која што реков, оваа ми се свиѓа, може да ја слушнам поише. Прва ми, не ја посветувам, може понатак. И покрај сите пофални зборови за крајниот производ, одличниот видеозапис е дело на Александар Ристовски Принц, а како комплетен автор на песната се потпишува продуцентот Роберт Бибилов. Кога ја снимавме песната беше она од прва ја отпеа, бидејќи ја навежбала онака од прва. Ја не знам што да кажам, Мина супер, не знам дали те вратам пак. Мартија, Антонија Гиговска, еве сега и Мина Блажев носат некој нов бран енергија. Верувам дека и тоа го чувствуваш самиот тоа. Да, тоа посебно ме радува. Мислам дека сите веќе го осеќаме тоа, дека некоја промена на генерации дојде. Таа генерација од 13 до 19, 20, тоа нормално и постарите, но овој акцент, тој интервал, мислам дека многу ветуваат. Меѓу присутните, нашата камера ја фати и младата пејачка Мартија Станојковиќ, која и таа од неудамна излезе со нова песна под наслов Те сакам. Дали се поддржувате меѓусебно? Еве денеска си дел од промоцијата на Мина Блажев, дали еве во однос на Антонија Гиговска, колку вие генерацијски тука се поддржувате? Сите ние тука што сме блиску со генерацијски, навистина се трудиме да секој да си постигне свој успех. Сите сме си голема поддршка, не гледам причина зашто би имала некоја конкуренција, затоа што секој е различен. Дека би било одлична комбинација да ве видиме некако, ако не во дуо, трио, така иста генерација да сте во една иста песна. Да, па размислував и јас на таа тема, но се уште немам разговарано со нив, па можеби ќе се случи нешто, не знам. Од роднинските редови, прв го баравме Панчо, но не беше присутен. Втор на листата беше таткото на Мина, кој не сакаше да зборува пред камерата на Еден ТВ, но затоа ја пушти и мама Маја. Мина, можем да кажем од мала, вака ретроспектива која ќе направам до ден денес е истото тоа темпераментно дете, што секогаш точно знае што сака и има зацртано тоа што сака да се го постигне во животот. Кој е најгласен дома кога се работи еве за музицирање во поглед на Мина Блажев? Кој, тато или мама? Мама. Меѓутоа, тато е тука, поддршка и бекапот го прави и он организирањето, а мама извршувањето. Дело што удава печат на македонската музичка сцена и свеж генерацијски бран за иднината која доаѓа пред нас, како што и Мина Блажев ќе каже со насловот на новата песна. Веќе нема да се повтори истата реприза.